Од 5 случаи потврди на рак, 1 случај е меланом. Меланомот или ракот на кожата е 17-ти најчест карцином кај населението во светот, се вели во извештајот на Институтот за јавно здравје. Во Македонија од меланом во 2023 година починале 55 луѓе, од нив 41 маж и 14 жени. Меланомот е почест кај мажите отколку кај жените. Иако ризикот од меланом се зголемува со возраста, меланомот е меѓу најчестите видови на рак кај адолесцентите. Дерматовенеролозите велат дека најдобра превентива е само прегледот на кожата, секоја промена на бемка или промена на кожата да се замине на преглед. Нема симптоми, Постои она правило А, Б, С, Д, Е, што всушност значи А како асиметрија, Б бордер или граница, С колор, Д диаметар, Е елевација. Тоа е она класична позната себе или self-inspection, себе инспекција од самиот пациент, односно доколку 3 од овие параметри, да речеме, повеќе од 2-3 бои, елевација над ниво на кожа, несиметрична форма на бенката, тогаш можеме да се сомневаме дека е можно да е меланом. Непријател на кожата е сонцето. Луѓето треба да се посебно внимателни пред се луѓето со светлтен, објаснува доктор Филиповиќ. Многу често доаѓаат и во рана фаза, која е многу значајна за откривање на меланомот. Морам да напоменам дека меланомот е единствен малиген тумор кој што иако е толку потентен и може да даде дури и метастази во мозок и коски, доколку се открие навреме, да речеме во првите месец дена, може да се отстрани и да не остави никакви трајни последици. Но ако раскрварите бемка, може да добиете рак. Тоа е мит и тоа не постои. Значи бемка доколку се раскрвари, не може да има никаква последица, нели, да малигнизира или да има било каков рак. Експертите велат дека ако продолжи досегашниот тренд на појава на меланомот, се проценува дека бројот на нови случаи од меланом на светско ниво ќе се зголеми на 510.000 и на 96.000 смртни случаи до 2040 година.